Појдовната точка за разговорот кој што следи беше податокот дека во последните 2 месеца во статистичките показатели има над 5000 помалку вработени од претходно. Економска тема која што е поврзана сигурно со демографијата. Ова утро гостин Мартин Ангеловски во Македонија на утро, угостител, гранка од стопанството која што е една од најпогодените од овој момент. Велиме добро утро за Мартин. Добро утро, благодарам на поканата. Како се соочува секторот угостителство со или гранката угостителство со вработувањата и со работниот кадар во текот на годината? Па добро, ние веќе навикнавме некако, што се вика народски да кубуриме со падни стани персонал во последниве години. Меѓутоа можам да кажам она што е евидентно и што е забележливо во последно време, вагата почнува веќе да натежнува на порано ако се жалеа луѓето дека не биле доволно платени во секторот и така натаму. Сега веќе малце подруг проблемот, значи проблемот е со недостиг на кадар, односно недостиг на квалитетен кадар. Значи мислам дека примањата веќе доста се зголемија и се приближија, значи до она што значи достоинствен живот, за разлика ако можеме да споредиме со другите сектори, нели, примањата, во секторот угостителство доста порасна. Условите на пазарот си го диктираат она што треба да се случи, да. Рековме падни стани на почетокот затоа што сезонски некогаш има, односно во еден дел од годината има, во еден дел од годината нема. Меѓутоа алармантен е овој податок дека има многу помалку, дека има голем број на работници кои што недостасуваат практично во целокупната сфера, во целокупното стопанство. Кај вас како е? Во кој период од годината најмногу има одлив на работна сила? Па добро, мислам дека општо познато е дека во летниот период, кога се оди во туристичките земји, каде што нормално има зголемена потреба од кадар, има одлив и од сите земји, нели, во земји каде што има сериозен туризам. Така што тоа е она што најтешко се надополнува во тој период. Меѓутоа се повеќе ќе гледаме ситуации кои што веќе започнаа да се случуваат, значи и кај нас почнува да доаѓа кадар па од други земји каде што овдека примањата, да кажеме, им се добри за разлика од земјите кај нив. За жал ке кажам, затоа што сепак нашиот кадар оди во други земји. Како се соочуваме, како се справуваме со таа ситуација? Во Германија се нарекуваат ауслендери, кај нас се уште нема израз за луѓето кои што доаѓаат да работат. Како се соочуваме ние, како се справуваме со таа ситуација во поразвиените земји каде што има голем број на население, повеќе милиони, например Германија има над 80, некако не се чувствува присуството на помал број на дојденци кои што работат, меѓутоа кај нас тоа може сериозно да не да ја наруши, туку да влијае на стилот на живење и на демографијата во Македонија. Па не би се согласил дека не се чувствува, и таму се чувствува, секаде се чувствува, значи и овие да кажеме кои што се најатрактивни земји за работа, како што е Хрватска, Германија и така натаму, и кај нив и како се осеќа, нормално е дека и кај нас ќе се осеќа. Ние гледаме, значи, да лето кога ќе дојде, што се вика, многу е оскуден, не е проблем толку да се најде некој да работи, колку што е квалитетот на кадарот, затоа што оној што има познавања ќе отиде таму, овдека работиме со кадар кој што е недоволно искусен, па губиме време на обуки, со што практично се руши квалитетот на услугата. Апсолутно. И друга работа е што нормално очекувањата за примањата и на тие што не знаат да работат или што влегуваат во овој сектор се високи. Нема проблем, нели, во секој сектор, не е тоа само кај нас, никој нема проблем да плати за она што реално се сработува. Меѓутоа се соочуваме, пак ќе кажам, со неквалитетен кадар кој што дополнително го отежнува водењето на било кој бизнес. Последните 20 години 126.000 млади помалку во Македонија, компаниите немаат кадар, тоа е еден од насловите кој што излегува во пребарувачите кога ќе се кликне или кога ќе се пребара моментот вработување, работна сила и така натаму, квалитетен кадар во Македонија. Тоа е сериозна бројка која што понатаму може многу да влијае врз глобалниот, односно врз севкупниот демографски
индекс во Македонија. Како да се справиме со недостатокот на стручен кадар? Имаме ли капацитет да ги обучиме оние кои што се нестручни, кои што сакаат да работат, на пример, во вашиот сектор? Добро, ова веќе е системски проблем и системски треба да се пристапи. Ова тема е долго време разработувана од наша страна. Сме дали многу предлози како тоа да се реши. Меѓутоа пак ќе кажам, ова е системски проблем, ова не е проблем на еден сектор, не е проблем само на угостителството, не е ексклузивен проблем кај нас. И тука веќе не збориме за недостаток на оние сезонски работници кои што кај нас недостасуваат, него зборуваме за луѓе млади кои што се иселуваат од државата и си ја бараат иднината во подобри земји, односно подобри системи. Пак ќе кажам, значи системскиот проблемот може многу аспекти да опфатиме. Не е само економска причина. Не е само економска, апсолутно дека не е економска. Значи, знаеме во каков систем живееме, мотивацијата на младите за да се надпреваруваат, односно недостатокот на ферплей на пазарот, мислам дека е еден од најголемите фактори кои што влијаат на тоа. Највеќе ако гледаме што би рекле американците thriving, оние што се во подем дејности, гледаме дека се во сектори како IT и така натаму кои што повеќе си имаат работа со надворешен пазар отколку што нашиот. Значи повеќе е малце проблем околу регулација на сите тие од добивање на работно место па до компетитивност во приватниот сектор. Значи сите тие работи го чинат оној систем кој што кај нас за жал е во фаза на стагнација. Добро, каков е фидбекот од, сигурно сте во контакт со луѓето кои што се од вашата фела или од вашата гранка или од овој сектор, од угостителството, оние што заминуваат надвор. Каков е нивниот став? Остануваат, се враќаат, на подолг период излегуваат надвор, на пократок? Генерално, кои се оценките? Конкретно во нашиот сектор, повеќе од 95% се оние кои што се сезонски одат и се враќаат. Тоа се должи највеќе на тоа дека примањата во овој сектор таму да се подобри од кај нас, меѓутоа не се добри за тој систем таму за да може една фамилија таму да опстане. Значи доколку биле добри, нормално дека секој ќе си бара подобро решение и тоа е факт, ние не можеме да замериме за тоа. Меѓутоа од аспект на тоа дека гледаме дека одат и се враќаат, значи дека пак ќе кажем оној сезонски ефект многу е полесно и психички, а и финансиски тоа да се направи, затоа што одиш, знаеш дека треба да одработиш сезонски 3, 5, 6 месеци, па и година нека и потоа се враќаш и многу повеќе луѓето се спремни да кажеме да проголтаат некои работи, па и подолго време да работат и понапорно да работат и повеќе да пручат затоа што знаат дека тоа е со одреден таймфрейм за да ја добијат таа поголема плата, односно повисоки примања. Кога тоа би било, да кажеме, секојдневна работа во период како што е вашата професија, 10, 15, 20 години кои што треба да се бавите, мислам дека тоа е неиздржливо. 26, 27 веќе година. Каков е квалитетот на македонскиот кадар кој што заминува таму? Како се задоволни од услугата во земите во кои што заминува македонскиот кадар од оваа гранка? Ете, има еден феномен кој што секогаш, нели, народски, кога седиме, кога разговараме, сите сме го кажале на овој или на оној начин. Ние сме вреден народ, меѓутоа кога сме надвор. Овдека е малце со друга работата. Каде и да одиме, македонскиот и балканскиот обично менталитет имаме тој некој вроден инат и вредност во нас кој што го покажуваме, сакаме да се докажеме, сакаме да бидеме добри, да не кажам работници, меѓутоа сакаме да бидеме луѓе кои што добро ќе се покажат каде и да одат. Затоа сме ценети секаде во светот, меѓутоа пак ќе кажам треба да видиме како да се направат системски решенија за овде да ја покажеме таа наша способност. Ете го и последното прашање да го заокружиме разговорот. Да, ја регистрираме ситуацијата, ја регистрираме состојбата, ги знаеме мотивите, меѓутоа еве како да се обидеме барем во што пократко време да се справиме со овој одлив на работна сила. Има ли можности Македонија? Брзи решенија не постојат. Значи, факт е тоа да имало брзи решенија. Претпоставам дека секој кој што дошол на власт или у можност да раководи со системот би сакал да ги спроведе за да има резултати. Брзи решенија нема и нема решенија преку ноќ. Значи треба системски решенија, треба да гледаме не како да ги вратиме сега, него како да направиме услови за да не ни се случува ова континуирано, односно
во прв момент да видиме да се намали одливот, а понатака веќе да размислуваме како би ги вратиле. Така да мислам дека треба некој план среднорочен, 10 годишен да се направи, каде што би ги опфатило нормално системот, полека тоа би се преточило и во приватниот сектор за на крај сите граѓани да имаат бенефит од тоа. Мартин Ангеловски на една болна тема, економија и демографија во Македонија, бројот на вработени за 2 месеца е намален над 5000 според статистичките показатели. Одливот на способен работен кадар од Македонија е сериозен. Изминатава деценија, па може би и повеќе. Во последно време почнавме да го мериме тоа практично и да стануваме загрижени. Благодариме што ова утро бевте гости во Македонија утро. Оваа тема ќе биде вечно актуелна и секогаш македонската телевизија ќе се обиде да ја разработи се со цел, нели, да создадеме подобро општество и подобри услови за живот. Благодариме. Ви благодарам на поканата и се надевам дека наредното гостување малце на поведри теми ќе правиме. Ќе биде сигурно.